Благодарам, почитувана председателке. Да ви посакам успешна работа на денесната последен ден од амандманската расправа и да ве потсетам дека ова е 8-ми ден како министерката ја нема на оваа комисија, преседан што досега не се случил. Немаме честа ни денеска по се изгледа да ја видиме и бидејќи денеска вие се вклучувате во работата, сакам да ве замолам да инсистирате доколку е возможно во текот на денот да дојде, бидејќи несвојствено и некоректно е министер чија што првенствена работа е да се бори овдека за одбивањето или за прифаќањето на амандманите заедно со пратениците, секоја друга опрска да ја биде победна од онаа што е незина основна и главна. Несериозно е за нов министер кој што во првата недела потпиша 100 милиони евра задолжување да не посветува внимание на она што е незина обврска. Инаку поднос на овој амандман би сакал да кажам дека кога го видовме кој е предлагач, знаевме дека ќе биде прифатен. Бидејќи треба македонската јавност да знае дека само доколку докторката Катерина предлага амандмани Реджа или Смелиме од ДУИ, тогаш граѓаните на Република Македонија можат да се надеваат дека ќе им бидат прифатени амандманите. Мене ме зачуди образложението на заменичката министерка, бидејќи претежно за амандманите кои што третираат локална проблематика, водоводи, канализација, атмосферски какви и да се, таа апелираше да има меѓу општинска соработка, па да аплицирале во ИПА фондови, па не знам во кои министерства да аплицирале. Сега некако глатко го прифати овој амандман, што треба да им биде на некој начин индикатор на сите граѓани на другите населени места за чии што потреби ние предложивме повеќе од 380 амандмани кои што верувам дека ќе бидат одбијани, но гледате привилегирани се само некои жители на некои населени места во Република Македонија. Не имате средби само вие со граѓаните на Република Македонија, бидете убедени вие се криете од граѓаните на Република Македонија. Теренските посети ги обавува само ВМРО ДПМН и коалиционите партнери заедно со нивните партиски функционери, затоа што вие и да појдете на терен нема што да кажете. Нема што да кажете. Затоа што сте ги изневериле нивните ветувања, сте го направиле тоа што не сте им го ветиле. Променивте имена, знамина, устави, се и се што и сега нема што да ја кажете кај граѓаните. Уште еднаш ќе потенцирам дека го прифаќаме прифаќањето на амандманот од министерката, но мислиме дека ова е непринципиелна работа. Затоа што се побитни овие жители за кои што бара пратеничката од Струмица водовод, од оние чии што амандмани беа одбиени. За сите нив беше кажано, потрудете се со локалната самоуправа, во соработка со другите општини во тој регион, да добијале пари од странски донатори. Еве, значи, ако се сака, има пари. А како да се потрудат општините во Република Македонија да побараат и да се здружат кога ништо не работат? Нема проект во Република Македонија кој што е реализиран од локалната самоуправа. Еве, што да речат моите сограѓани за кои што заедно со колешката Лашковска поднесовме повеќе од 30 амандмани. Од оваа програма на 48 страни ништо не е реализирано. И бидејќи ништо не е реализирано, сакавме да пробаме преку амандмани да издействуваме средства од буџетот. И секогаш беше потенцирано, барајте го градоначалникот, да аплицира во странските фондови да има пари. Еве, ако се сакало, можело. Затоа, почитувани плепчани, почитувани жители на Пелагонискиот регион и сите оние кои што се надевавте дека нешто ќе резултира од нашата заложба преку амандманските расправи да добијаме некои средства за нашата општина, сте се лажеле. Со оваа влада нема да добијате ништо. Ви благодарам.